Согласно член 38 од статутот на општина Битола, службен гласник на општина Битола, број 10 05 17 08 8 19 14 20 19 25 27, свикувам седница на Комисијата за урбанизам и заштита на животна средина на Советот на општина Битола со следниот дневен ред. Програма за измени и дополнување на програмата за финансирање на изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Битола за 2025 година, одлука за утврдување на нацрт детален урбанистички план за четврт Запад, блок 9, 30903 општина Битола, урбанизам, број 67167. Одлука за донесување на технички исправки во ДУП Зарама 4, 1, 2 и 3 на општина Битола, одлука за утврдување на потреба на донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Стрежево, КПБР 720, воидна урбанистичка планска документација, КО Птичари, КПБР 908, КО Дихово, КПБР 1088/11, КО Дихово, КПБР 689/3, КО Крклино, КПБР 1432, КО Крклино, КПБР 1743, КО Ротино, КПБР 872/7, КО Кажани, КПБР 488, КО Левени, КПБР 39 и 40, КО Левени, КПБР 37 и 36, КО Бистрица, КПБР 776, 772/7, КП Бистрица, КО Бистрица, КПБР 194, КО Бистрица, КПБР 923, КО Облаково, КПБР 1023/603, КО Кукуречани, КПБР 2697, КО Битола 3, КПБР 7464, КО Грешница, КПБР 689, КО Битола 4, КПБР 4050/2, КО Битола 3, КПБР 11106, КО Битола, КПБР 18910/7, КО Битола 5, КПБР 17548, КО Битола, КПБР 18283 и 18279, КО Битола, КПБР 14812, КО Битола 4, КПБР 4769, КО Битола 5, КПБР 17552, КО Битола 5, КПБР 1391/7, КО Грешница, КПБР 690, КО Битола 3, КПБР 13893, КО Битола 4, КПБР 2572. Кој е за вака предложениот дневен ред? Со 3 гласа за го усвојуваме дневниот ред. На разгледување ја ставам првата точка, програма за измени и дополнување на програмата за финансирање на изработка на урбанистичките планови на подрачјето на општина Битола за 2025 година. Имаме представник од општината, меѓутоа накратко во интерес на јавноста сакам да објаснам зашто се работи во оваа точка. Согласно добиените материјали и законските измени во Законот за урбанизам, пред извесен период, значи пред 2,5 години, 3, ние донесовме, с оглед на тоа што општите акти, согласно Законот од 2022 за урбанистичко планирање, веќе не важеа, овој совет донесе проширување на програмата за финансирање на урбанистички планови со точките за кои беше предвидено да се изработат детални планови за неколку села. Меѓутоа, измените на Законот за урбанизам овозможија општите акти да дојдат повторно на сила, со оглед на тоа што постапката на донесување на детални планови оди доста споро, да не се ствара вакуум простор и да можат да си го искористат своето право на градба, предложено е
иницијативите, донесените иницијативи за отпочнување на детални планови да се отповикат и повторно согласно закон да се стават во функција актите за одредените села. Го молам представникот на општина Битола, ако има некој дополнение на оваа точка, да образложи во интерес на јавноста и членовите на комисијата. Значи, во врска со предлог за измена и дополнување на програмата за финансирање на изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Битола, согласно член 19 од Законот за изменување и дополнување на Законот за урбанистичко планирање 177/24, а во врска со член 39 и 40, се предлага до Советот да се избришат следните точки. Тие беа претходно, значи тој простор беше третиран како земјиште во нов урбанистички план, меѓутоа со враќање на сила на општите акти, веќе има урбанистичка планска документација и поради тоа истите се тргаат од програмата. Значи, од заинтересирани физички и правни лица во точка 6 се тргнува точка 6.9 урбанистички проект во нов урбанистички план за уредување на земјиште со намена А33 згради за престан на пензионери, стари и немощни лица на КП 236/7 као Букова, општина Битола. Точка 6.12 урбанистички проект во нов урбанистички план за уредување на земјиште со намена А43 семејни куќи за времен престој викенд куќа на КП 2100 као Крклина, општина Битола. 6.17 урбанистички проект во нов урбанистички план за уредување на земјиште со намена Е1.13 површински соларни фотоволтаични електрани со моќност до 1 мегават на КП 263/7 као Кравари, место викано Меѓа, општина Битола. 6.22 урбанистички проект во нов урбанистички план за формирање на градежна парцела со намена Б51 хотелски комплекси на КП 515/1 и КП 515/2 као Магарево, општина Битола. 6.23 урбанистички проект во нов урбанистички план нов 0,4 киловолтен кабелски вод, нови кабелски разворни ормари, нов мерен разводен ормар на низ као Трново као Трново вон град, општина Битола. 6.42 урбанистички проект во нов урбанистички план за уредување на земјиште со намена А41 згради за временно сместување со апартмани и студија на КП 325/5 као Магарево, општина Битола. За смена на избришаните точки, броевите на преостанатите точки се поместуваат соодветно. Значи, тоа би било измените кои се предлагаат во програмата. Значи, сето ова е во интерес граѓаните побрзо да си го остварат своето право согласно законските измени. Дали нешто имаме дискусија по ова точка? Не. Следната точка е одлука за утврдување на нацрт детален урбанистички план за четврт Запад 9, блок 30903, општина Битола, е урбанизам број 67167. Значи, согласно законските одредби, деталните планови, покрај тоа што ние ја прифаќаме овде иницијативата, два пати идат на согласност во Совет. Овде се работи за носење на одлука за прифаќање на нацрт планот. Значи, не се прифаќа овај план до крај, сега сме во фаза на нацрт план, потоа ни следи јавна анкета и дури после тоа се носи согласност од Советот за прифаќање на деталниот план. Овој детален план беше разгледуван на две партиципативни тела, колку јас се сеќавам, имаше забелешки, беа вградени дел од забелешките, помина на комисија за урбанизам и она што треба сега да го донесеме ние на Совет е всушност одлука за утврдување на нацрт деталниот урбанистички план, кој понатаму треба да оди на јавна анкета. Ова јавна анкета, кога ќе биде објавена, барам од сите советници да земат учество, да учествуваат на јавната презентација на планот, за да можеме поконкретно да согледаме за што се работи и да ги дадеме нашите забелешки, а сега во оваа фаза носиме само одлука за утврдување на нацрт деталниот план. Ова е планот за кој што прифативме иницијатива и кој се наоѓа во близина на горниот пазар во Нова Битола. Мислам дека се сеќавате за
кој план станува збор. Значи, уште еднаш нагласувам, со оваа одлука не се одобрува планот, се одобрува нацрт верзијата на планот, на која ќе следи јавна презентација и јавна анкета и на која, освен стручната фела, заинтересираните физички и правни лица кои имаат таму локација, коректно е да ги согледаме сите измени на овој детален план кои се направени, за да можеме да ја донесеме крајната одлука за прифаќање на овој детален урбанистички план. Дали нешто представникот од општина Битола има да каже нешто по-конкретно за ова? Значи, ова е сега согласно член 27 став 4 од законот, градоначалникот на општината го доставува на утврдување до Советот на општина Битола планот. Значи, после тоа се организира јавни презентации, јавни анкети на кои што ќе може да се кажи, мислам доколку има некакви забелешки, пак уште еднаш нешто ако доколку има. Мислам дека тоа е тоа. А потоа, значи, во некоја наредна фаза иди уште еднаш на совет каде што се носи одлука за донесување на урбанистичкиот план, ама тоа е кога ќе се добие согласност од министерството. Во некоја фаза наредна. Добро, благодарам. Некој друг да праша нешто во врска со оваа точка? Пошто немаме друга дискусија по оваа точка, ја затварам и оваа точка. Трета точка, пред да преминеме на легализирањето на објектите, е одлука за донесување на технички исправки во ДУП Зарама четврт, 1, 2 и 3 на општина Битола. Значи, во оваа прилика сакам да се заблагодарам на изготвувачот на планот и на комисијата, стручната комисија за урбанизам, заради тоа што не само фелата на архитекти и урбанисти, туку и инвеститорите во овие единици имаат, во овие градежни парцели имаат проблеми доколку се воочи техничка грешка. Обично техничките грешки се воочуваат кога некој ќе бара одобрение за градба и тоа е подолга процедура за да може да си го остварат правото на градење. Изработувачот на планот оддели солидно свое време за да ги разгледа сите технички грешки и заедно со комисијата за урбанизам собраја низа на технички грешки кои е корисно на овој начин да ги поминиме во една постапка за да им ја олесниме работата на службите овде во општина Битола, како и на инвеститорите и архитектите кои работат во изготвувањето на проектната документација. Се работи за технички грешки од типот на усогласување на графичкиот и текстуалниот дел од планот во однос на површини и намени, кои беа детално разгледани еден по еден и кои согласно информациите кои ги добивме од комисијата за урбанизам се прифатливи за да можеме ние да донесеме одлука за техничка исправка на конкретниот детален план. Се надевам дека и во иднина повторно ќе се направат напори за сублимирање на вакви технички грешки со цел да го убрзаме времето на донесување на одобренијата за градба и да биде тоа во интерес на инвеститорите во кај овие детални планови кај што ни се појавуваат технички грешки. Дали представникот од одделението треба нешто да образложи? Мислам дека тоа е тоа. Значи, каде што имаме неусогласување во текстуален, графички, нумерички дел, можноста законска е таа со исправка на техничка грешка, да мислам да се отстрана таквите неусогласувања, каде што имаме, значи, каде таквите неусогласувања донесуваат забуни во делот на спроведување на планот. Се такви има повеќе што се констатирани, да, благодарност до планерот што стварно се залага да се отклонат сите и да имаме посправедлив план од тој што го имаме сега. Благодарам. Од точка 4 до точка 32 се однесуваат на легализирање на бесправно изградени градби. Ќе замолам 10 минути пауза или 5 минути колку ни треба за да ги разгледаме
за да ги разгледаме овие предмети, за потоа да можеме да преидиме на гласање. Благодарам. Продолжуваме со работа. Јас ќе замолам од службите, пошто во еден предмет имаме некои технички несогласувања, тоа е по точка број 12, одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување во бесправните објекти изградени во КО Левени, КПБР 39 и 40 во идна урбанистичко-планска документација. Технички треба да се отклонат некои работи и од ова седница и од ова комисија би замолила да биде овој предмет отстранет и во некоја идна седница, кога ќе се координира технички целата постапка, да биде ставен на гласање. Дали се сложуваме со овој предлог? Да, сите се сложуваме. Значи, точка број 12 од дневниот ред. Мислам дека и 36 потоа од седницата, меѓутоа тоа ќе го кажеме на седница, ќе треба и оттаму да ја отстраниме. Сега можеме да преидиме на гласање. По однос на точка број 1, програма за изменување и дополнување на програмата за финансирање на изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Битола, да се произјасниме. Прифатена со 3 гласови за. Одлука за утврдување на нацрт детален урбанистички план на четврт Запад 9 блок 30903 општина Битола е урбанизам број 67167. Кој е за? Ова е за нацрт планот кај новиот пазар. 1 за и 2 воздржани. Одлука за донесување на техничка исправка во ДУП Зарама 4, 1, 2 и 3 општина Битола. Ова е за техничките грешки. Да се произнесеме. 3 гласа за. Понатака, од точка 4 до точка 32, без точка број 12, која има за која што треба техничко согласување, сакате да гласаме за секоја точка посебно или за сите заедно? За сите заедно. Кој е за? 2 гласа за и 1 воздржан. Со тоа го исцрпуваме дневниот ред и ја затворам комисијата за урбанизам и заштита на животна средина на општина Битола.